Почитувани граѓани, деновиве емисарите на ВМРО ДПМН повторно се појавуваат пред вашите врати, нудејќи ја својата изборна програма со која ветуваат се и се што, па дури тоа дека после 27 ќе живеете како во бајките. Во овие 8 години ги видовме и нивните недела, ни трага, ни глас од современите автопатишта кон Ресен и грчка граница, ништо од пругата Битола-Левин, 130.000 компјутери за секој дете скапуваат во подрумите на училиштата, а празно слово на хартија останаа жичарницата од кај Сад Кулата до Белистер, операта, затворениот базен и топлификацијата во градот. Дали и после 27 април, наредните 4 години, ДПМН ќе им ги плаќа сметките на граѓаните? Дали за неплатената радиодифузна такса нема да им ги блокира трансакцијските сметки на граѓаните? Дали ДПМН ќе успее да ги деблокира сметките на училиштата, а со тоа учениците да не носат повеќе пари од дома за креди, тоалети и сапуни? Дали на трговците и дуќанџиите ќе им се зголеми прометот? ДПМН без срам и перде нуди 2046 проекти за наредните 4 години, или во просек скоро по 2 проекти секој работен ден. Не знам кој може да ви поверува кога еден кружен тек го градите 8 месеци. Колеги од ДПМН, кога мислите да ја кажете вистината што ги очекува граѓаните после 27 април? Ние ќе ви одговориме. Доколку останете на власт, ништо подобро од досега, но сигурно држава со поголема задолженост и уште посиромашни граѓани. Тоа можеме да го промениме ако на 27 април излеземе уште помасовно на избори и гласаме за Стево Пендаровски и претеничката листа на СДСМ за издружената опозиција за окружувајќи го бројот 1.